мајка за да бегаме во Грција, така? Ако ни рече Грција, нас ние така се останаме. Не ојме. Ние дојдоме со парход тука во Австралија. Почнеме да цвикаме, да плачеме, да скокаме. Не ојме ние во така. Дедо рече така. Јас си стар, ки си ојде сега при мајка ти и при татко ти во Австралија. По некои 3 месеци ни звони мајка, вели така и вака татко ти ќе ве зема во Австралија. Во Австралија ојме. Пристигнаме со Тасманија параходо, ама не и познаваме. Имаше многу тога и во тоа време, знаеш, Македонија се празнеше, егејскиот дел на Македонија. И ни казаа мајките, ке ојте, не плачите. Камбаната се соправиме во Старец село. Наша македонска да се затвор во живот. Што ставаше тогава? Брат да ти беше не може. Отоманите бомбардираа, пуштаа почва со неколку, не знаеш да се бори. Таа беше голема пропаганда, што ми ја да ја грцне. Голема пропаганда. Ни велеа што ги даде право, што ги даде писмо, што ги даде език. Ама таа беше само за грците збореме, не за друг никој. Напълно паролата беше фарлена од грцката партија. Сега е време вие да си ги добиете вашите национални права. Таа парола. И таа парола го направи нашиот народ за да стани на нога. Таа парола. Се биеме до капка крв, ама не за национално рели. Ние се бориме да си ослободиме, да си имаме свој јазик, да си имаме своја школа, да си имаме све што треба, што еден човек може да живее. За тоа се бориме. Јас не разберваше зашто се бориме. Ние што се бориме? Кажи ми ти зашто се бориме. Тие велеа ти за демокрација, да бидеме слободни. И си мислеме дека борбата што се води сега нема да ласва многу, значи нема да биде многу даго време, ќе се ослободиме, така ни веле, ќе се ослободиме, ќе си имаме правата наши, ќе си имаме език ослободен, ќе си имаме религијата, културата. Ние се бориме цели против за да се ослободиме од грците, да се ослободиме, зашто грците ни веле во предбоју, оти борете се сега, ќе се биеме против фашизаму, ќе добиеме и ќе ви даеме право вас, македонците, до автономија. И затоа народот наш влезе во борбата. Се отвори партизанството само за нас, не за грците. Не за грците, таа беше целата пропаганда да излези народот македонскиот надвор, да ма сечат главата ошче еднаш и да свршиме еднаш и за винаги. Тоа беше македонскиот народ да се зема правото. Грците, па ние се бориме за македонското. Немаше потака што да е. Па
Уште кој излегува школеничата да учат децата по македонски, да прави сите за македонско. Пат дојде, свршиме и ден денес уште не бача. Истргаа селаните, истргаме голема мака само и само што сме македонци. Ако беме друга нација, тоа не ќе ставаше таа трагедија на македонскиот народ само што сме македонци. Ако спомнаш македонски, да се затвор до живот. При тие години, 36-та година, кога беше диктатурата на Метакса, тие полицијанците, боршилаците, гледаја по пеџеите да слуша как говориме ние натре во куќата, и ако слушнаево ти говориш на македонски език, сакаја да те казне. 36-та година Метаксата Гарко го запри езико и пушваше по пенџерите, по кујките да слушат, тие беа шпиони грцки. И ако кој зборуваше македонски и фајн ваја. Покриваме джамоите со черги и со веленца, да не се гледа во натре во одаата и да не те слушат како говориш и така натамо. Ние се обратиме на јаден ќотек од грчката полиција и од шпионите, многу ќотек. Мојот дедо беше во Едикуле затворен и нашата фамилија беше казната, секој пат беше на нинио лист прва за да стане нешто и да затвор. Дедо ми уште кога дојдеа грците, бидејќи говореше на македонски, го бесија грците во селото, пред цело село. И запалија оган озола. И така погина тој. Дедо истрга голема мака од шпионите грцки. Шпионите од нашето село. Тоа порасте јаска. И тој ко пизма ми влезе во мојата душа за тој режим што беше тамо, што толку мака ни даде. Ние младината се береме цели заедно, цели села, правиме организации и се береме за против фашизам. Мене ме земаја 48 година, у март. 48-та од селото мое ми дадоа униформ, кај што каза кожуче бугарско, англиска форма и кажува срце македонско. Затоа македонка. И ние трите чупи од Лаген, први што излегоме беме ние Ката, Танаска и Јаска. Излегоме 47 година на 12 декември. Ни дадоја оружје право за никоја на школа да се учиме када плюскаме. Да се научиме да стреляме, да се научиме на гладност, да се научиме по селата да бидеме културални, да не правиме против селото нешто си да влезеш со пушката и да правиш што сакаш и такви работи. И борбите да се тере, можеш, не можеш, гладни боси. Мене ме пуштија на големите топови. Знаеш што се големите топови? Кај од тука до та страна гано само што му е. Сетне ме клаваја да учиме таму. Учи, ние што да учиш, дека имаме видено такво нешто. Така. Знаем уште од кој ќе не сам во селото. 5 души беме седе, 4 на угар бебе.
Не беше кола. Немаше никакво оружие. Бе останати од германците, од италијаните, бе останати од инглезите. Дојде една бригада голема грци во наше село. Така. Моле, Кириле, так матарке, германци стинаја олери вели. Шо па, где ќе биеш ти, моле? И тој кинеса таа бригада за шестемо, цело оружје го стави по ридо, пушки се. Ние од цели села одеме си собраме ние. И семо оружје цело го скриме обичу. Го скриме. Ама кога дое време тоа тие пушките да не стојат тамо селото. И тога почнаа тешките офанзиви на Грамоз. Тоа што видоме тамо, да те кажа, човечка сила не може да докажи лошот и луко што беше бомбардирањето. Ние се бореме еден наш војник, 10 нини и 20 појке, едно наше оружје, тие 100 пушки, ние една, немаме сила, немаме оружје, немаше кој да ни даде оружје. Или за некоја на Вичо. И сега ние беме таа делохијаше во деме близу 260 души. Не останаа 26. Аеропланите бомбардираа, пушваа бочви со Непал такви, знаеш да се гори планината. Да гори, да местото да мериса на печено месо, на печено месо горе нашите деца, нашите браќа, да горе, оган да горе. И двете отделения пушија се Непалма, балони, од раба, знаеш как? Онатре хемикал. И пушија изведа гори Грамоз. Не се пуни сонце, не се пуни ништо. До аеропланите бе другар, 2 од солун, 2 од кожени, 2 од јанина. 6 штуки, тие сплитва. Тие бе најдобрите на Англија. Не скинај, мајка, онде имаме многу бригада, многу сакати. Многу ниско. Има кут нема, и повисоко. Значи галатата се полеше тогава и пуши Спитфаер, некои 5-6 Спитфаер од малите аероплани, кој ме потисна по тие каламите. Што ставаше тогава? Брат да ти беше, не можеш да озеваш. И таа беше секој ден. Не се бореме само со грците. Ние се бореме и со тие, и со англичаните, и со овие американци. Се собрае големите, тоа беше Сталин, Рузвелт и Чорчил. Американецо, и Инглизо, и Русино. Тие се договорија тога, во тоа време, оти Русија ќе урви до Југославија, Албанија
и цели тие држави ќе се под руска команда, да речеме, под Русија. А Грција беше останата долу да име да поелве инглезите, американците, инглезите. Кој га подели, тие га поделија. Англија, Франција, Русија, тие може да га соберат. Тоа беше цело направено на нас да не унистожат. Едни велеот али гражданската војна била војна македонците против грците. Тоа не е вистина. Значи, вистината е дека тука грци и македонци се борее заедно против апресијата на тогашната влада, фашистичка влада во Грција. Ако спомнаше македонската се затвор до живот. До живот. Дедо отиде во затвор зашто го слушнаа да преговори македонски, го кладоа затвор, го пуштија по грчки го велат едно Макронисо, мал остров, таму и клаваја нашите македонците за да не можат да бегат. Име за некојево острово, а и го страти. Суво острово тамо. 14.000 народ, грци и македонци. Мајка ми беше затвор, цели 6 години. А беме ние некои 200 души, може и појќе беме затвор, што не фатија. Имаме тамо во Лерин, имаше затвор. И мајка ми, Азарова затворија во Лерин, затвор за 6 недели, а ние 6 деца остани сами дома, разбираш? Ние деца бевне, голи и боси, ништо не бевне на нас, а мајка Устав во грчки пиши така, мислам, не сум сигурен, точка 19 ќе да е. Ако ти преговориш македонски, тој може да те суди, да те клај на 6 метра, да те стрела. Народо од голема упла стана ексодус, почна да бега. Ти велин туа нема живот. Секој еден виде убиство, секој еден се проба да си ga спаси главата. Ти вели ке се врни па. На 25 март удри камбаната, се собраме во сред село. И ни казаа мајките, ке ојте, не плачите, за 6 месеци до година ќе си дојте назад, ќе се ослободиме. Тоа е тешко. Никој не знаеме деја одиме, кога ќе се вратиме,
И така беше, никой не знаеше, не можеше да ни каже точно. Мене, мајка ми и други две жени, што имае таткоите во Австралија, решија да не пушат дојме со деца бегалци. Ке не се во Австралија, ке свршиме. Ама кога дојде во нешто во селото, не можеме поиќе и ние пикаме дечките, ние бегаме, не се тука. И ga фатија на мајка ми имаше мене, брат ми и сестра ми. И му веле, овие два синови твоите, треба да беге од тука. Мајка му веле, не изевате моите дечина. И тие му кладува пиштолу дори тука, ке дојде или не ке дојде. И се уплаши кутата, зајте и му вели. И така стана. Имаше едни сами и пушваа децата. Имаше едни на сила и зеба. Дедо ни имаше скриено во племната, вели јас ке ги пулам, ке бидат со мене, знам дека се во мојата душа, во моите раци, разбираш, и не пуши никаде. Јас стана на ранто, другари мои, нема. Фајдемо се карам дома на мајка. Зашто нема пушите и мене? Ама, сега е точно, шо да правиме? Ти избегае. Тарнае ношјата. И мајка ојде на тој што ја организираше тие работи. И одимо, вели, Брегли, говори, што да правиме во детето, вели, ке не отепа дома, вели, сакаше да овој не го пушваме, вели. Му вели, зевате ја во маската, ќе ја донесете во пазивиште и ќе истигнете кај јас ке со радост. Ние со мајка трчаме по патишчата и дур во руля. И таму истигнаме децата. Јас кад би без тога шофер, автобус вода, кога дојде деца бегалци, од Љубун јас ги зеду, ги донесо до Скопје. Деца бе малечки бе. Имаше деца што требаше да изопереме ние од села, што беше длабокото 2 дена да бараш од таму да дојде во границата. Многу партизани си ја изгубија живота за тие деца, за да можеме да ги спасиме. Кога ние се биеме со Аскеро, вие бее деца. Аеропланите фрлае по селата и за да не се тепе малите во бојо. И собраме цели партизаните, демек, нашите тие што бе католиците, што врте политичари, тие и собрае децата за да се куртуле од бојо. Николодоја во Трено и ние трнаме за во Руманија. Во Руманија, Трено се посече, едни од нашето село идоја во друг град, во Совата, и ние, нашата омада, од Дъмбине, само нашата омада, ојдоме во Синаја, во градот Синаја. И надајко во еден дом се велеше во Синаја, едно градче Синаја. Надајко таму и седаме таму некоја година, така? Но таму, надајко во еден друг дом, се велеше Тулгеш во Руманија. И таму застанем некои 2 години
И не дојкоа па назад во Синаја сетне, од Синаја ојдеме во еден град, се велеше Орадеа. Така? И таму застанавме в неколку години и последно ојдеме назад во Тулгеш. Во Брно, во местноста Мало Мјежице се велеше. Таму за прв пат не запиша и не запиша со имината македонски. Име, презиме, дека си роден ка. И също времено ни дадова и бројки на ни обесија тука бројки и јас име 281. Ние сите се кажуваме таму македонци. Грцки деца и велее, ама ние, значи, заштава немаше ниту едно грцко дете. Групирана во поголеми домови спрема годините. Малките деца испратија во други, поголемите во втори и така натаму. И така почнаме да се разделиме од децата. И тоа продолжи, речи си, до 50-51 година. После 52 година почна редовно децата да одат на школа заедно со чешките деца. Чехословачка беше едината држава што не можеа грците да прават што сакат со нас. Секретарот на партијата дојде, не гледаше таму. Не слушаше. Ни рекоа да кажеме дека сме грци. И ние грци сме, книги грчки, учител грк. А овој слушаме, јуш себе, друг јазик зборуваме. Го снема 2-3 месеци, дојде со 4 вреќи полни книги и 4 празни. Дојдете, вика, 4 да земите овие полните, а 4 празните. И ни нареди сите тие грчките книги да собериме и ни донесе од Скопје. Буквари, све. И кога гледаме нова учителка, баш од Герман, Василка, не знам како и беше презимето. Василка се викаше, гледаме и таа, знаеш. И ни рече, тој вика, бе, шо не лажите, вие грци вика сте? Ние велиме масо, вие велите месо. Ние велиме вода, вие велите вода. Ние велиме млико, вие велите млеко. Вие сте внуци на Кирил и Методи што не дадоа писменоста. И треба да се го учите јазикот. Деците бегалци требаха да одат. Зашто? За спасање. Оти беше оган гореше цело околја. Шо е па вие грците? Не знаеме нашите партизаните, излејате децата бегалски, изнесува во републиката и таму ја одделија кој се 14 години и пушаја назад. Од нашето, моето село Тепа е 3 деца по 14 години. Некој што беше трога поволен, го зела ево таму назад, го зеламе во Аскеро. Многу деца што избегаја во Југославија, што велиме Македонија, Угар, што влево. Тој што бе поволен ке и врнае назад. Во месец јули не собрае за партизани. Сите тие што беме од 14 години до 16 години и за некој во еден град се кажуваше Арад. И во тој град се собраме, да речиме, од сите градови, деца од 14 до 16, и таму не тренирае за како да се бориме. Радијата викае целото време дека ти се добиват партизаните, големи лоѓи ни кажбае, само и само за да не направат, да можеме дека ти ние кои ќе се бориме, се е во ред и све убаво, без да мислиме дека ти што ќе уеме и ќе не отепат. И тие деца што велиш, отидоа и многу од ними се отепае. Ги калдоe направо во борба, без да бидат тренирани. Мајките, кои креваја ранети и сестри негови, да речеме, на децата, направија голем поплак и почнаа да демонстрираа во Преспа
Шо е тоа ни се умори, мажите сега и децата ги носите за да ни се уморе, и после виде грцката партија, и ги врати многу за некој во Полонија. Од мои пријатели кои беме во Арат, во Полонија сврши. Јас мисля, добар беше што ја однесаа куртулија од бојоите, инаке се умрва, ке се отепава. Тој то пофарлаше секаде по селата. Во нашето село ти веле умори жени, 3 бабчорки од бабчор. Беше тешко и лошо. Добро што избегаа. Се спасивме. Тие што останаа се истепае. Едни кажува оти грците истераа. Не истераа грците, истераме ние. Децата ние и пушчиме, дадоа за големите заповед. Децата од цели селата мора да иде од комунистските држави. Оти ако седе по селата, како деца тие ке игре, аеропланите гледаја, фрлеа бомби, работи, тепаја. Тие дечина се спасија од огн, друго ништо. И се наукоја. Се наукоја. Ако јас име късметлија да воде јас угоре, ќе беше добро. Ама не беше. Јас требаше да не за ја, требаше да партизам. Нас тоа не направи грците. Едните не зеваја тука и не продаваја, а ние што избегавме, барам останаме македонци. Кога избегав јас као со децата бегалци, што ја велиме, јас не веле бегалци, ниту претерани. Јас морам да ја карактеризам срекните деца, кои ни го спасија живото од таму, зашто инако таму ставаа големи борби. Ќе преземаме владата, ќе бидеме ние демократична република, кој што беше Македонија, Југославија, Албанија цели, и Грција ќе стане баргу, така си мислеме, оти нема да зева долго време и децата ќе си дојде назад. Бе тоа не стана до ден денес, поминаа 70 години тоа. А од тие деца, тука во Мелбур имам виден многу. Дедо рече така: јас си стар, ки си ојте сега при мајка ти и при татко ти во Австралија. Ние дојдоме со параход тука во Австралија. Пристигнаме со Тасманија параходо, ама не и познаваме. Имаме кадро и со кадрото од параходо поглеме народ имаше многу тога и во тоа време, знаеш, Македонија се празнеше, егејскиот дел на Македонија. И во Порт Мелбурн што е туа, гледаме со кадрото да видиме да онајме татко и мајка од горе од параходо. Не и познаме нани, го познаме Стрико, го позна јаска Стрико, разбираш? Не побара мајка за да бегаме во Грција, така? Колку ни рече Грција, нас ние така се останеме, не ојме. Почнеме да цвикаме, да плачеме, да скокаме, не ојме ние во таа држава. Така, мајка вели кај дојде, не ојме и не остаја. Така, по некои 3 месеци ни звони мајка, вели така и вака татко ти ќе везева во Австралија. Во Австралија ојме. Така, и така се наработа, дојдоме тука. И си весле, ке дој некој ден си веле за да јас да се најде со мојата мајка и со татко. Ама дојде дено, што татко ни не побарае, си дојдоме тук. Јас кога дојдов тука одма во Австралија, ти реков, одма побарав да видам кај има македонски клубови. Првата македонска организација се сформира во Австралија беше во Перт. Ние младите формираме. Починаат да се мислят да направат нешто општо во Австралија.
додека се македонци да можат да се видат, да се организираат. Првото нешто беше, имаше во едно место се вика Фисурој тука. Тамо се изгради првата македонска црква на тоа место. Тоа беше клуб, вика Далматински клуб. И таму имаше во тоа време организација, се викаше Македоно-Австралиски народен сојуз. И тие издаваја на секој 2 месеци, 3 месеци весник и се кажеше Македонска искра. Сега во 1947 година решиме да извадиме македонски весник во Австралија, во Сидни. Во Перт. Во Перт. И името му околу доме Македонска искра, Macedonian Spark. Имаме околу 160 брови што излегува. Во време сега што дојдо јас ка 55 година, влегов во тој комитет и почнаа многу други да гредај во Австралија. И така да речеме, од 55 година до 60 година влегуе доста млади и постарите да дое на полна доверие до нас, тие зад нас, ние напред тераа линијата, успеме 64 година да регистрираме устав, кој го имтува, да регистрираме како македонци во Перт, Австралија, со закони, со све и признати како општина. И јас бев во општината туа, 5 години во општински комитет, Демаин комити служе, јас бе на женската секција, секретарка, работе доста години. И свичко по свекаде, по цркви, по хористи, по хоро, по свичко, јас беше полно работе. Када биде во 1946 година, првата македонска радиоемисија се почна во Перт. Јас се зборував во радиото, свики среда, од 7:15 до 7:30, по-англиски, за македонскиот дел. Во Австралија немаме никаква македонска црква преди 1957 година. Првата црква се почна во Мелбурн. 57 се почна, 58 се изгради. Кога се почна за ова работа за Мелбурн, кој беше најпротив македонците таму? Булгарите, грците и некои од други групи. Болгарија што велите, тука пушваше разни делегации од Славјански комитет. И тие делегации превеја туа, превеја голема пропаганда. Од друга страна, да речеме, тешкоти големи полеми од грцката страна. И тие пропаганди големи. Саке да не тере, да речеме, да сме грци, па не македонци. Оти Грција не и припознава македонците за друга нација. Ти вели си грци. Грците ме направија мене да се свестам. Они ми рекоа че сум грк и они ме направија да се свестам, знаеш. Ја бев деку 5 години во управата на фудбалетскиот клуб Александар. И памтам многу убаво кога Македонија, Престон Македонија влезе во лигата. И дојде човек од грчката консулат. Дојде че кај ви носам Абер од консулат. Играта што ќе биде со Македонија мора да се откаже. Се ти застана некаде, ја станам, рекам, тоа не може да станемо, не? Ти консулот нека си тера политички работи, ние сме спортисти, ние си тераме спортски. Ние сме спортски клуб. Тој ми веле, ти веле на мене, знаеш ти зашто седиш на вој стол? Да знам. Да видам вој клуб кој што го донесоме најдобар у Австралија, да изваме и у светот да занесеме, знаеш. Веле, си лаган ме веле, ти седиш тамо, да ми споможеш на мене да загинеме ваа нација. Веле, ти ми велиш,
Да ти спомня, мене да ме загиниш? Како тоа? И стане, излегува, знае, друго. И од тоа се не дое, работот иде. Па, ама, сакам, неки се откажа. Јас со ними се карам, постојано и му кажам, што сте вие предадени кози, гркомани сте. Јас сум македонец, татко ми беше туа македонец. И правя многу вели. Нашите не ја оставаа после да се погребуваат во гробиштата, бидејќи нашите порано, знаеш, тие оде со грцки попови или со руски попови. Немаше македонски. И не смеа да се погребат во тие гробишта. Абе што не правам? Многу лоши работи. Многу лоши работи. Мора се бориме, не треба предавање. Как македонскиот народ беше под притисок, как ние бараме слобода и дума да кажувале не бараме богатство, не бараме поли, бараме слобода и се увидки правни. Тоа беше духот на нашиот народ. Се вратиме на 77 година. Стигнаме на Кременица, на границата. Заштие велеот и грците рече сеа и фрлие книгите, демократијата на грците, тоа воа можете да се дојдете кој сакате, така расшири. Тие и фрлие книгите. Ти си вели еден од тие раководителите, вели, и никогаш нема да стапнеш во Грција. И на границата, граничарите таму што, зашто ние разбираме, знаеме грцки, и граничарите вели, по грцки вели, овие се последните вели, што ни ја баре Македонија вели. Ќе сврши овие вели, и нема никој да ни ја бара Македонија ни наша тука вели. Во 77 година се вратив прв пат. Јас веле сум австралијанец, веле, вие не може да ме гимните мене, му веле. Што сакате, цвикате, викате, што си, му веле, знаеш ти што сум, не ти кажувам, ако ти кажам што сум, ќе ми давате појке такво, му веле, ина, ќе ми гибате појке. Ти знаеш што сум, му веле. Што ми велиш, не говорам добро грцки. Не знаев јас, не го знаев вашиот јазик, веле, кој што иде фотока. А не го знаеше. И што говореше, вели, јас веле, македонски. Нема таков јазик, булгарски говореше, но му веле, македонски. Вели, тој лав дека речеше што е да вели дека затвориме, знаеш. Влегоме тамо и почнаа да пуле пашпорти, работи и дојдоа по долапите, по бараја и најдоа документи. Пушчени од туа или кој имаше пушчено, не знам дека што сме ние, ка сме ние, оти сме во македонската општина и тоа работаме тешко за да направиме општина туа, да се признае ко народ и тоа и тоа. И Васил му вели, ти вели, на Васил му вели, ти нема да стапниш, вели, една педа, вели, во Грција, вели. Се вратив 3 пата, ме враќа, знаеш, таму грците. Кога ојду таму во селото,
ми дојдоја гласоите кога мама. Како си играме со мечките. Пуш ние избегаме од лошо, за да они многу јат. Ма јас сум македонка, се роди македонка, ќе умра. Од почетокот до сега никогаш не се отказа што сум македонец. Во овие 50-60 години од дома Австралија напреднавме многу. Имаме црква наша, имаме република наша и за мене тоа е големо постигнување. Имам со голем надеж со оти напред. Мора се бориме, не треба предавање. Thank you.